Државата прави напори да го задржи постоечкиот кадар и да ги врати работниците кои заминале во странство. Тоа ќе го прави преку промена на регулативата за работни односи, потоа преквалификација на невработените, креирање на добро платени места, како и промена на образовниот систем. Вице-премиерот за економски прашања признава дека младината си оди, но вели дека ќе направат се за таа бројка да не се зголемува. Од една страна ќе помагаме да се градат фабрики, да се ствараат работни места, кои што ќе обезбедуваат луѓето да останат во државата, но од друга страна за тие фабрики и за реалната економија мораме да обезбедиме соодветен кадар и тоа во два правци. Првиот правец со промена на образовниот систем и помош во образовниот систем, дуално образование, засилување на технички универзитети и факултети и така натаму, а другиот правец е со активните мерки преку Министерството за труд и социјална политика, односно преку Агенцијата за вработување, да обезбедиме средства како на компаниите да им помогнеме и на граѓаните кои што немаат соодветна работа во Република Северна Македонија за нивна преквалификација. Бизнис заедницата бара повеќе вакви мерки за поддршка на вработувањето. Стопанствениците велат дека мора да се интервенира што поскоро, зашто стручниот кадар е клуч за нивното делување. Зголемувањето на конкурентноста на компаниите и нивната долготрајност зависи од квалификована работна сила како основен критериум кој што води кон функционална економија како клучен фактор за пристапување на Македонија во Европската унија. Во овој правец битни се мерките кои што треба да се преземат за обезбедување на работна сила квалификувана. Целта на денешниот форум во Скопје да се представат предизвиците на компаниите со наоѓање квалификувани работници, но и начините со кои младите би се задржале во земјава за отворање на нови перспективи. Како главни гранки каде најмногу се чувствува недостиг на кадар се IT секторот, градежништвото, дистрибуцијата и производството. И додека се иницираат решенија што ќе обезбедат поголем развој на пазарот на труд, Светска банка предупредува дека невработеноста кај младите се намалила во сите балкански земји, освен во Македонија и во Косово, каде дури половина од работоспособните млади се без работа.